Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата во ординација. Како што можете да забележите, не сме во студиото на Канал Вис, се наоѓаме во поликлиника Филип II во Струмица, каде што мој вечерашен гостин е доктор Магдалена Лукарова, дерматолог во поликлиника Филип II во Струмица. Докторке, добро вечер и добре ни дојдовте. Вечер зборуваме за дерматолошките промени кај пациентите кои што имаат симптоми на COVID-19. Да го препишеме ли на COVID-19 овие симптоми и кои се тие и како да ги разграничуваме од останатите промени на кожата? Значи, коронавирусот или SARS-CoV-2 примарно ги зафаќа белите дробови и ги дава тие симптоми на општа слабост, малаксаност, покачена температура која што трае повеќе денови, треска, болка во зглобовите, мускулите, значи отежнато дишење низ нос, болка во грлото, отежнато дишење, симптоми од гастроинтестиналниот тракт како гадење, повраќање, пролив, но сепак значи од кога е започната пандемијата од март па наваму се забележува дека расте и бројот на пациенти кои што имаат покрај основните симптоми на COVID болеста, имаат и промени кои што се појавуваат на кожата. Механизмот поради кој што доведува до појава на овие промени на кожата се уште не е утврден, бидејќи вирусот е релативно нов, за кој што сите учиме за него. Не е доволно познат и се смета дека дел од промените кои што се јавуваат на кожата се како резултат на присуството на самиот вирус, а некои од нив се како резултат на тромбогените нарушувања, имунолошките нарушувања асоцирани со присуството на самиот вирус. Манифестациите на кожата како последица на вирусот можат да се поделат во неколку групи и тоа значи најпрво кај најголем број на пациенти се забележани промени на кожата на дланките и на стапалата и тие промени на стапалата се означуваат како COVID стапала и кај поголем дел од пациентите кои што биле млади луѓе немале значи никакви симптоми кои што се карактеристични за COVID-19 болеста, значи само тие симптоми кои што се манифестираат како отечени прсти на стапалата може да се појават и на рацете, потоа да се појави едно црвенило, појава на брунчиња исполнети со течност, кои што подоцна прскаат и се појавува болка и печење. Кај тие пациенти подоцна значи се развиле симптоми на COVID-19 болеста и тука некаде значи лекарите ги натерало да се занимаваат и со тој дел да обрнат повеќе внимание на кожните манифестации, да им бидат некако како водич дали може значи порано тие промени да наговестат дали ќе се појават некои симптоми со цел значи порано да се тестираат пациентите и на тој начин да се спречи навремено понатамошното ширење на самиот вирус. Тие пациенти значи имаат поблага кои што се карактеризираат со промените на кожата на стапалата и на рацете, имаат поблага форма на болеста и самиот третман се состои значи во намалување на самите симптоми, значи терапијата е симптоматска. Други промени се осипи по телото и тоа осипи кои што можат да наликуваат како варичела сипаницата или големата сипаница меѓу народот позната, меѓутоа различно е тоа што тие промени на кожата кај овој вид на осипи се постојани, не се како кај варичелата промените се менуваат. Таков тип на осип се појавува исто кај помладата популација и симптомите се совпаѓаат со симптомите на COVID-19 болеста. Значи се појавуваат во исто време и траат некаде од 10 до 14 дена. Можат да бидат пропратени со чешање, значи со некоја друга симптоматологија. Исто од промените на кожата асоцирани со COVID-19 инфекцијата, односно со коронавирусот, можат да бидат промени во вид на уртикарија,
Значи, промени како таа уртикарија што е од други алергени, меѓутоа овде е предизвикана од самиот вирус, да е пропратена со чешење. Исто се јавува заедно со почетокот на симптомите на COVID-19. Други промени се промени на кожата како ливедо ретикуларис и да се појави некоја некроза. Тоа обично се случува кај пациенти кои што значи се повозрастни и кои што имаат многу потешка клиничка форма на COVID-19. Покрај овие значи промени кај пациентите можат да се појават промени на кожата и кои што значи и поради тоа што е примат терапијата за лекување на самиот вирус. Именно знаеме дека за терапија најчесто се користат антималарици, азитромицин, антиретровирусни медикаменти, потоа биолошката терапија и сите тие медикаменти, значи сите тие третмани можат да доведат и до појава на кожни манифестации, како например уртикарија, некој васкулит, значи промени во крвните садови. Сето тоа значи како последица од самите имунолошки промени во реакција со медикаментите. Со промената на кожата, првично пациентите знаат да се обратат кај матичните лекари. Што ако навремено не се лекува и навремено не се постави вистинската дијагноза, а се чекаат дополнително оние веќе добро познати симптоми на COVID-19? Да, значи има случаи, пак ќе кажам дека многу од тие пациенти кои што имаат COVID-19 болест, кои што се и коронавирус позитивни, многу често значи се јавуваат на лекар, меѓутоа не се навреме препознаени и подоцна се појавуваат овие останати општи веќе познати симптоми за COVID-19 болеста. Затоа значи добро е матичните лекари и сите оние кои што се вклучени нели во згрижувањето на пациентите позитивни на корона и со COVID-19 да ги имаат во предвид и кожните манифестации кои што се асоцирани со присуството на коронавирусот, со цел нели да се превземат понатаму соодветни и понавремени тестирања за самиот вирус. Светот па и ние со помош на медиумите дознаваме дека лекарите не се под многучасовна заштитна опрема и промена на нивната кожа е видлива. Можеме ли овие промени на кожата на лекарите и медицинскиот персонал да го препишеме токму на коронавирусот? Значи тоа се последици од долготрајното носење на заштитната облека. Значи самите медицински лица многу долго време ја користат таа заштитна опрема, составена од скафандер, визир, научари, маска за лице, ракавици по 2 пара и кај нив најчесто значи се појавува сувост на кожата, на рацете, на лицето, лупење, значи чешење. Исто така се појавуваат хиперпигментации на носот од подолгото носење на маската, како и кај некои до лузни од самиот мост на маската. И се препорачува на медицинските лица кои што мораат нели подолго време да ја користат таа заштитна опрема, по можност да носат памучни ракавици со цел да се намали дејството на гумените ракавици или ракавици кои што се латекс слободни, да се користат средства за миење кои што содржат кои што имаат хидратантно својство, да се аплицираат значи почесто доколку е дозволено тоа, значи хидратантни кремови, пред да се стави маската да се користат хидратантни кремови и што е најбитно да се користи значи маска која што им е точна. Тоа значи дека маската не смее да прави притисок, да е мала или пак да е премногу нели тесна, за да се избегне дополнителниот притисок кој што понатаму може да предизвика одредени проблеми.
Кога зборуваме за заштитните маски и промената на кожата, многу од граѓаните знаат да се пожелат дека било која од маските кои што се нуди на пазарите веќе во сите продажби знае да направи проблеми на кожата генерално во пределот на вратот. Да, значи тоа е поради самиот материјал на маските. Нормално е, значи кожата го нема таа потребна влажност, кожата се суши и со текот на времето, значи се нарушува нејзината бариерна функција. Затоа е потребно, значи берам оние кои што нели ја користат превентивно маската почесто да ја менуваат. Значи како што е наведено во самото упатство, така да се користи и маската за да се спречи понатамошното нели несакано оштетување на кожата. Вака, ни остануваат уште неколку денови пред почетокот и официјално на новата учебна година, каде што од 1 до 3 одделение веќе Комисијата за заразни болести донесе одлука да морат да посетуваат настава со физичко присуство. Препораките ваши кон родителите за околу начинот и изборот на маските кои што ќе бидат задолжителни во текот на образовниот процес. Да. Значи маските е задолжително да се носат во текот на училишниот ден. Значи потребно е децата да имат со себе собствен прибор, значи за одржување на хигиена, значи собствено сапунче или обавезно да се имат средства за дезинфекција. Утврдено е дека тие средства за дезинфекција, иако содржат алкохол, не се толку многу штетни за кожата како што се обичните сапуни. Така да, значи, средство за дезинфекција може слободно да се користи и почесто. Маските потребно е да бидат, значи, како што си е наведено KN95, значи со тоа што да се носи, нели, и ако се има можност да излегуваат децата во природа, нели, да бидат доволно, да одржуваат физичка дистанца, тогаш да ги вадат. Меѓутоа, многу е битно да се едуцираат децата како да ги извадат маските, како да ги складираат, во кој дел. Сепак тоа се многу мали дечиња кои што морам да ги учиме ние и дома и на училиште со цел да се спречи ширењето на вирусот. Ви благодарам, доктор Лукарова, а вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме во наредната среда со нова тема.